оброкот на денот во продолжение во нашата утринска во денешното издание и кога ги имаме на гости вештите жени, знаеме дека првенствено ќе имаме можност да уживаме во убава храна, убав муабет, убав рецепт и дефинитивно ќе биде интересно затоа што интересот на нашите гледачи кога сте токму вие генерално од вештите жени е навистина голем. Сакаат да слушнат добар совет, сакаат да слушнат што правите, а бога ми правите навистина набиена агенда посебно овој период и се разбира да погледнат што ќе презентираме од направеното. Добро ми дојдовте. Добре најдовме, ви благодарам на поканата во вашата емисија. Мирјана Србиновска, не сте ни прв пат од гостивар наменски денеска, од вештите жени ве издвојуваат вас за гостувањето, со оглед на тоа дека овој викенд во гостивар е етно вешта жена, така да ќе биде интересно и можност да ги поканиме нашите гледачи од гостивар близина, околина, па зошто не и од цела Македонија, така е да бидат дел од ова манифестација. Ја слободно ќе кажа манифестација, бидејќи тоа не е ни само надпревар. Тоа е голема Не манифестација. е ни празник за храна, едноставно има музика, има добра забава, има многу храна и многу дружење. Така. Како сте? Добро ете. Сега се спремаме за етновешта жена на 18 ноември од 18 часот во ресторан Сајгија организираме етновешта жена 2023, така да очекуваме од секаде да имаме гости, како што ете минатата недела имавме во Скопје етновешта жена, значи сите од Македонија, од цела Македонија вештите жени бевме собрани таму, така да се надевам и кај нас сега ќе дојдат. Имаме фотографии, ќе потсетам од режија, која ќе можат да ни ги презентираат како илустрација, а јас би сакал кога веќе споменавме за оние досегашни одржани, ете скопската која што беше во неделата, така да малку да се осврнеме вака сума сумарум впечатоци од ваша страна. Така, значи етновешта жена е поразличен карактер од вешта жена, со тоа што се спрема една трпеза, ја спремаат вештите жени од градот, еве сега во сабота, значи вештите жени од Гостивар спремаат прекрасна маса, таа ќе биде насловена славска маса, каде што ќе бидат запазени тие впечатоци на како се одржува една слава во Гостивар. Значи со пченица, со вино, со погача и со многу други изработени производи и солени благи по етно. Со тоа што храната што ќе се продава на етно, вешта жена, средствата се наменуваат, значи тоа е од хуманитарен карактер, се наменуваат за децата со посебни потреби. Значи ние пред Нова година ги посетуваме дечињата, им подаруваме некои скромни подароци, така да не бидат заборавени од наша страна. Со тоа што оваа година на етновешта жена ќе учествуваат и дечиња од основните училишта во Гостивар, етно дете. Учествуваат од 3 основни училишта. Тоа само во Гостивар го правите како такво издвоено етно дете или генерално широм Македонија и другите градови? Локално вие во градот на ваша иницијатива? Така, значи оваа година е по наша иницијатива затоа што дечињата се прерадосни кога има некоја таква манифестација и сакаат да се докажат и со нивните креации, значи толку се упиени во тоа што имаат желба да учествуваат. Значи они имаат оваа година тема да изработат есенски плодови. И сега тие од нивна креација ќе си ги изработат тие нешто како што го имаме рецептов од ваша страна, типичка. Така, да, по нивна замисла како они ќе си се организираат. И тие го месат, го прават ако треба, нели го подготвуваат со помош? Да, зависно, па имаат помош, ете да ги поздравиме и училиштата Мустафа Кемал Ататурк, Гоце Делчев и Единство. Значи тие 3 училишта ќе учествуваат, да ги поздравиме и сите вработени таму, затоа што од вработените имаат како менторки што ќе им помогнат на дечињата да се докажат во нивните креации. И за која возраст на дечиња се работи? Тие се 4-то и 5-то оделение. Значи таа возраст е некаде таман за да ја искажат нивната креација. Да, одлично. Верувам во Скопје поминавте добро, исто како и претходно во другите градови. Уште месецов е актуелна етновештата жена, така ли некако со крајот на годината заокружувате? Па потоа оди вешта жена следната година. Ајде да ги разграничиме која е разликата меѓу етна вешта жена и вешта жена. Значи на 18 ноември во Гостивар од 18 часот, како што кажавме, во ресторан Сајгија. На 19 ноември се одржува во Тетово. На 23 ноември се одржува во Велес.
на 25 во Крива Паланка и на 3 декември во Струмица. Значи со тоа завршуваме етновешта жена, после имаме патувања, имаме други дружења меѓу нас и од февруари месец почнуваме со вешта жена. И се што е разликата измеѓу вешта жена и етновешта жена? Вешта жена се надпреварува една надпреварувачка, прави една трпеза. Значи своја креација, своја сервирана маса. Да. Сервирана за 4 особи. Значи со тањири, со вилјушки, со прибор комплетен и со тоа изработува главно јадење, изработува десерт. Значи торта и што ќе си замисли што ќе биде во главното јадење. Тогаш се надпреварува како една надпреварувачка. А етновешта жена, сите вешти жени што се во Гостивар ќе изработат една трпеза. Значи со тоа што ќе има храна и солено и благо на една трпеза. Значи нема поединачност како надпревар. Групна подготовка на трпезата. Така, да ги поздравам и моите вешти жени од Гостивар што неуморно се спремаат. Колку сте активни во она што ќе се случува на 18? Па сега на 18 учествуваат 8 надпреварувачки. 8 вешти жени, со тоа што членуваат и повеќе, ама некои од некои причини не можат да учествуваат, со тоа што овие што се 8 надпреварувачки, значи ќе ја спремат масата славска како што треба да изгледа една славска. Да речеме во Гостивар само тие 8 подготвуваат и тоа е целата манифестација. Не може да речеме овие од Велес што ќе дојдат исто да подготват масите. Тие од Велес ќе си подготвуваат во нивниот град. Значи секој си подготвува секој град си се презентира со своите вешти жени во тој град. И сега зависно што е традиционално во градот. Ете на пример кај нас оваа година ќе биде наславено со славска маса. Можеби во друг град има некоја друга замисла, некоја друга идеја. Сето е поразлично. И автентично верувам со сите адети кои што си ги имате во Гостивар за слави и така. Така, сите гости ќе бидат пречекани. Мрсно или посно? Се уште не се почнати постите, ќе биде мрсно. Па не, нели пости слави, така да сите гости ќе бидат пречекани уште на врата со погача, со сол, со благо. Уште само од кога, како почнува? Од 18 часот почнува, значи на 18 ноември во ресторан Сајгија од 18 часот. Така да се надеваме дека ќе биде убаво, дека убаво ќе се помине. Покрај тоа ете да Во тоа не се ни сомневам, вас вие тоа е рутина, секоја година подготвувате и како Гостивар, а вешти жени веќе секој викенд, така да во организацијата тука се, нели, Жана и сите останати кои што Така, значи најглавниот виновник за вешта жена и за етновешта жена и за се тоа е Снежана Жана Стојановска, да ја поздравиме и неја и воедно да го поздравиме и генералниот спонзор Слогапром кој не поддржува на секоја наша манифестација. Мора да има некој што ќе поддржи. Така, да ги поздравиме и сите вешти жени од цела Македонија и моите вешти жени од Гостивар што неуморно се спремаат, значи да биде масата баш онака славска како што треба да биде. Убаво беше да се чуе, да разграничиме нели што е етновешта жена, што е вешта жена, околу се она што вие го организирате, го правите и не само во Гостивар, ширум Македонија, околу хуманата нишка која што ја имате секоја година, посебно за празниците пред Нова година, така што ќе има простори повторно ќе наменски нели ќе зборуваме за се она што го планирате за оние дечиња на кои што им е потребно, нели што се однесува до хуманитарните настани. Така, значи ние хуманитарно ги посетуваме дечињата со посебни потреби, со тоа што и дечињата што ќе учествуваат на етновешта жена и пред Нова година со Дедо Мраз ќе ги посетиме во училиштата кај нив и ние нешто да ги израдуваме. Јасно, сите заедно, така. Тоа е она што е убавото. И задоволството, нели, кое што е на крајот од оно што сте го направиле. Да се осврнеме малку на рецептот, да не испадне само нели говориме. Имаме и рецепт добар, се разбира ќе го презентираме заради условите, нели, брзината која што треба овде да поминеме. Дел е направено нели во вашиот дом, односно скоро готово, само со декорација, така што ајде да чуеме што е ова. Интересно е, есенско е. И убаво изгледа и примамливо. Така, за вкусно ќе провериме. И вкусно и може да биде и посно и мрсно, сега е направено посно. Ова е бомбици од тиква, значи се вари едно со лик на тиква. Со лик на тиква, да. Се вари 500 грама тиква со 2-3 лажици шеќер зависно од тиквата, пошто таа и самата си има блажина.
Откако ќе се свари, се лади, се пасира и се додава пола кило 500 грама бисквити мелени и 300 грама мелени ореви. Со тоа што може и други додатоци да има, во моментот е тоа направено и декорираното згора со како тиква, со ливчиња, со... Има некоја финта во декорацијата? Со конче или со ноже? Со чечкалица. Со чечкалица, добро, па со чечкалица. Да си играат дома домакинките. Да, како што е топче и само со чечкалица се прават зарезци и тоа е тоа. И може да се декорира со суво овошје, пошто тиквата убаво оди со суво овошје, така да е лесно и е многу вкусно. Да, за вкусно ќе пробаме. Да, еве јас ќе ја расипам декорацијата. Може. Кате ти после ќе оставиме за сите во студио, но совршено. Вкусно. Многу совршено, да. Не со сеќа тиквата, да ти кажам. Така. Повеќе бисквитот. Ама е одлично. Навистина убав рецепт, есенски рецепт. Есенски, пошто Нешто што сега ќе биде сме... вкусно на сите по дома. Така, сега сме веќе во есен и да биде нешто автентично за есен. Така е. Мислам дека спомнавме се, така? Уште еднаш само ќе кажеме за гостивар етно вешта жена во 18-ти, значи во ресторан на 18 ноември од 18 часот во ресторан Сајгија етно вешта жена во гостивар. Доаѓаме. Така. Благодарен поздрав до сите вешти жени ширум Македонија и се разбира се дружиме за многу брзо, нормално предновогодишно и за масите, и за хуманитарните мисии, и за се она што во меѓувреме ќе се случи и го правите. Фала ви многу. Фала и на вас. Среќата е најголема кога ги имате обајцата во студиото, заради тоа што станува збор за врвни уметници, башка се македонци. И сега навистина имаат многу успеси, серија концерти, не представуваат секаде во вистинско светло, Лондон, Грузија, каде не, ќе одат и во Загреб, секој одделно, па и заедно и така натаму. Да, Дијана и Мирилковска и Дино и Мери на мое задоволство. Вие можеби не знаете, ако не сте слушнале, ама јас ќе ви кажам сега дека ќе позборуваме малку и за тоа како изгледа и брачниот живот, односно семејниот живот на вакви двајца професионалци. Како изгледа да се делат тие, нели, како да речеме, и уметнички ноти, и сето она што значи обврски, не знам, тука сте за да си кажете што имате да си кажете, за белешки и така натаму и така намаму. Здраво, Дијана, здраво, Дино, ви благодарам. Добро утро, задоволство е да се биде тука. И навистина ми е драго што сте обајцата. Знаеш, мислам, ова да си го посакав, немаш да се случи, ете. Благодариме на поканата, задоволство е да сме двајцата тука. Ретко кога имаме можност да бидеме баш поради сите тие обврски кои што ги спомна и настапи, патувања и се. Но посебно ни е драго секогаш кога доаѓаме утринска на Телма, особено кога сме вака заедно. Заедно, да. Здраво и од мене. Да. Поздравувам сите во студиото и сите зад малите екрани. Благодарност кон тебе, Кате, и утринска на Телма општо, што секогаш имате време да одвоите, да се каже барем збор-два за уметниците, за нас уметниците, посебно за нас и задоволството е наше што сме денес тука заедно во вашето студио. Кога веќе го спомена тоа, колку често ви треба таа поддршка од медиумите, а не ја добивате, Дино, Дијана, прашање за обајцата. Никако вака, нели сега можеби нема да бидете критички настроени, а можеби и треба да сме. Малку како да подзаборавивме на културата, или можеби треба да си ја вратиме онаа на Винстон Черчил, нели во времето на војната, кога му рекле да ги скратиме парите за културата. А како им рекол тој, па потоа што ќе правиме? Зашто ќе живееме? Зашто се бориме? Така е, зашто ќе се бориме? Критиката е секогаш позитивна, мислам, добро е да е добра е доколку е со добра намера упатена. Секако дека поддршка од медиумите за се што е поврзано со културата и уметноста е добро доедена. Да, јас стално упатувам критика кога сум во можност дека се помалку и помалку се одвојува време за култура и за уметност, за следење, конкретно за музика, јас како најупатана во таа работа, навистина се помалку и помалку се двои време, а нас ни е многу потребно затоа што сепак она што го правиме за публиката на краиштата. Така. Така што јас сум оптимиста. Така, секогаш. Секогаш мислам дека ќе
како што кажав, ако е со добра намера упатена критика, дека ќе дојде до ушите на оние што треба и дека ќе го променат тоа. Затоа што е доброто на крај крајава и не само за нас уметниците, него и за публиката, затоа што публиката секој пат колку и да е оптеретена со оние тековни работи кои што не засегаат, секој пат издишката си ја наоѓа во убавите работи, кога ќе посети еден убав концерт, една театарска представа, балет, опера. Секогаш најубаво се чувствуваме кога одиме да посетиме некој убав настан. Така да и тоа е позитивно и за самата публика да има што повеќе информации за да може да посетува што е можно повеќе такви настани и да ужива. Да, ама добро би било, Дијана, кога нели ќе 8 на денот и наместо цело време да зборуваме, да не зборувате кој ви е сопруг, туку да кажете знаеш кој ми е сопруг, волшебникот на пијано и толку е, така Дино, нели? Добро би било кога сите би го знаеле Дино и кога би бил, како да кажам, некој синоним за она што значи представување на македонската култура во вистинско светлина. Па да, како што кажа Дијана, можеби не се работи толку за нас да бидеме не само вие, да не се сватиме погрешно, да, или така. било кој уметник. Не дека уметниците треба да се во центарот, туку уметноста само по себе. Тоа често пати го кажувам, еве кога сме биле помали ние од нашава генерација, барем памтиме, колку луѓе кога сме биле деца сме гледале околу нас што се бавеле со уметност, а не биле професионални уметници. Дали било тоа, не знам, бавење со фотографија, дали било бавење со аматерско, со сликање, со читање, пишување. Уметноста е многу важна за еден човек. Значи, таа е, баш често пати тоа го кажувам, вистински вентил за човекот. Тука е за вас во секој момент. И кога сте бесни, кога сте смирени, кога сте срекни, кога сте тажни. Значи, тоа е еден голем простор во кој што може да се изразите вие онакви какви што сте во моментот. Тоа е многу добро. И сега замислете како таков вентил кој ќе излеземе во сообраќајот, се соочиме со човек кој што се бави со уметност, не е исто како некој кој што е постојано во спреги, кој што нема време да си посвети, нема желба и не е толку дека и време и желба колку што и луѓето и многу често неинформирани се за работите што се случуваат. Токму затоа велам дека точно многу добро го кажа тоа. Навистина е така и затоа сме многу срекни кога ќе видиме во особено вашата емисија која што е баш во еден ударен термин кој што е добар термин за луѓето да видат дека се случува во нашата земја и нешто убаво. Така е. Не е само нешто лошо и нешто катастрофално. Има да ми забележи маистра ако се пресилиме во Лондон на за кратко. Ве придружуваше вашата половина таму, не за друго заради тоа што имаше едно незино дело таму меѓу делата и она што ми е особено драго, што не знам како, нели ова време не време на тоа небитисување, битисување, постоење, непостоење и така натаму, во сето тој класичен репертоар на познати, нели, дела ги вклучувате и делата кои што ни се особено важни, оние седмо-осмински такт, оние нешта кои што сме ги слушале, со кои што сме растеле. Точно така, беше и поводот многу значаен за сите нас и како општество. Се работеше за прослава на 30 години од воспоставување дипломатски односи со Велика Британија. Значи, голем значаен настан на кој што вака придовме концепцијски да бидат испочитувани и британската култура и нашата култура и да вклучиме дела од светскиот репертоар. И сега кога имате дела на тоа ниво, светскиот репертоар, не е лесно да додадете нешто што не е лесно? Не е воопшто лесно затоа што треба да биде на едно многу високо ниво. Јас тоа го препознав во делото на Дијана. Не од сега, тоа дело е многу изведувано. Може би малку познато на јавноста дека е изведувано во Љубљана, во Загреб, во Белград. За ова корени, така? Во првобитно за виолина и пијано. Меѓутоа Дијана направи одличен аранжман за соло пијано, кој што има чест. Сега ова е Дијана каде што овакво диригира, може потоа ќе дојдат и вашите инсерти како пијанист, да. Така што да им кажеме на луѓето да не ни ве препознаат пошто не сте ова вие. Многу сме се промениле. Сме остареле. Сме ослабени. Баш така што беше многу убав момент да се покаже и таму тоа дело и многу беа убави реакциите, тоа што
ве тера одново и одново да се враќате на Какви едно беа дело. реакциите? Ајде, не бидете скромен, кажете. Прво беше многу добро да се има публика која што знае што правите. Значи наслушана и стручна публика која што изреагира на крај со стоечки овации на концертот. Тоа е нешто што не може да не ви значи и колку и да сте скромени, едноставно ве допира на еден поинаков начин и ви дава поттик, се разбира. За понатаму. Дополнително Лондон е светски центар за она што го правим. Значи најголемите во нашата струка се таму. И е многу интересна средина затоа што со еден успешен настап таму веќе ни се отворија многу работи за воиднина. И за мене како Веќе имаме серија изведувач, концерти кои што треба да ги кажеме, така? така е. Да. Ама и покрај тие за следната година натаму Диана како композитор договоривте? доби Ништо договоривте? нарочки за нови дела. Браво. Нови заеднички настапи, соработки и со британски уметници и воопшто во Британија. Така што беше многу убав, многу значаен настан. Морам да поздравам господја Билјана Глигорова како главен иницијатор од амбасадата, македонската амбасада во Лондон. И морам да се заблагодарам, се разбира, на Министерството за култура што срдечно го поддржи тој настан кој што беше многу значаен и за одбележување на дипломатските односи. Така што се на се беше едно навистина за мене лично незаборавно искуство и многу ми беше драго што и ова дело Корени символично исто така и по насловот и по содржината беше дело од тој настан. Да. Кога ја создававте Корени? Каде беше Дино и кога ја прислуша? Кога ја слушна? Дино е секогаш покрај мене. И јас покрај него секогаш покрај мене и кога ја создавав, јас првично ја создадов за виолина и пијано, за мојот брат. Му ја посветив нему, сакав да има нешто што ќе му остане. Тоа беше меѓу првите мои обиди како композитор да настапам. Внатре во самата композиција е проткаена тема од народната песна Илино е моме, која што мене ми е многу драга и е поврзана со моето семејство, со моите корени, заради тоа и ја насловив Корени, а му ја посветив на мојот брат, кој што е виолинист. И него веднаш му се допадна, речи да стави во неговиот рецитален програм и репертоар. Понатаму ја сними, издаде носач на звук, во кој што е и композицијата. Но понатака не требало да запре таму. Да, Дино него му се допадна композицијата и рече можеш да ја направиш и има потенцијал и да биде за соло пијано. Ама се нешто не успорува, се сме ангажирани со многу работи, пропратни и не се најде момент каде што ќе седнам и навистина ќе се посветам се до Лондон. Кога него му фалеше нешто во репертоарот. Сега или никош. Нема да ти свирам никош. Да. Му недостасуваше едно такво дело во кое што ќе биде представен македонскиот фолклор. И реков, ајде ќе ја направам. Ќе се обидам и излезе одлично. Мада морам да признам, мене повеќе ми се допаѓа за виолина и пијано. Барем искрено, Дино. Се надевам не е со мене поврзано, тоа нека лошо изгледа. Првично беше така замислена и оригиналната верзија. Да, натре се напишани некои мотиви кои што одговараат баш за техничките можности, способности на инструментот. И сега тоа понатака може да се преработи како што се преработи, но сепак брат ми многу добро ја отсвира. Дино, убаво е да се слушне и вака, така. Да. Ама во корените само се продолжува тоа нитката на коренот, така е. Љубовта само се шири, секогаш. Така е, да. Ама и во Грузија господјата беше маестра која што прва жена беше таму на која што диригираше со тој оркестар. Да, тековно во текот на пробите го дознав, немав појма дека сум прва жена диригент што ќе настапи со нивниот оркестар, а за нивниот оркестар многу сум слушала и општо за композиторот Гија Канчели, кој што во филхармонија изведува многу пати. Прекрасен композитор.
Понатака, значи, спознавајќи ги делата на Канчели, стигнав до сознание за оркестарот кој што го носи неговото име. И сосема не очекувано кога стигна поканата за да настапам таму како нивни диригент, како гостин диригент, немав појма дека сум прва жена што ќе работи со нив. И додека траја пробите, кои што беа стварно многу инспиративни за мене како музичар, теча во прекрасна атмосфера. Случајно во салата каде што се одвиваа пробите, беше прекрасна сала, беше надвор од конзерваториумот кај што беше концертот, значи на страната салата за проби беше на сосема друго место. Беше прекрасна со златен покрив, многу интересна сала. Имаше плочка на која што е изгравирано дека во 1918 е потпишан во оваа сала уставот на Грузија. И ги прашав организаторите дали е да, рече, вистина е. Вие сте првата жена што воопшто во оваа сала застанала како диригент, како мајстор. Не само како диригент, него како челна функција што има во оваа сала. А всушност, рече, кога сме веќе кај тоа, па вие сте и првата жена што ќе работи со нашиот оркестар. И тоа беше за мене навистина голема чест. Ама имате одлични реакции, мислам, велите супер беше тој оркестар и да се соработува и прекрасен оркестар. Прекрасен оркестар, тој е младински оркестар. Иако по возраст луѓето се мешани, не се сите млади. Има и млади луѓе кои што се многу квалитетни музичари. Посебен впечаток ми оставија гудачкиот корпус, кои што се навистина многу спремни и технички, но и размислувале, уште на првата проба го увидов тоа, дека тие пред да започнат со мене со проби, размислувале како естетски да го изнесат материјалот, што мене многу ми падна драго за млади уметници, да размислуваат и на тој начин кога се обработува едно дело. Прекрасни музичари кои што ме прифатија многу убаво, многу ни беше убава соработката, што на крај резултираше со многу убав и успешен концерт, за кој што уште се збори таму, ностоп ми пишуваат. Маестра уште збори јавноста во Тбилиси за нашиот концерт. Имав прекрасни солисти, познати, двајца од Грузија, еден од Англија, од Лондон, кои што беа на ниво на задачата. Изведовме прекрасни дела од класичниот репертоар, значи клавирски концерт од Моцарт за 2 клавири, Пуланк исто за 2 клавири и Дон Джовани увертира, која што важи за една, иако е на Моцарт, иако датира од класичниот период, навистина е сложена партитура. Меѓутоа излезе многу убаво. Сработавме многу убави работи што излегоа на концертот и публиката тоа го препозна. Да, ма ги споменавме и медиумите, кои што морам да кажам, бидејќи јас ја придружував и ми беше голема чест да го видам тоа и тоа што таа го доживува како уметник таму беше многу убаво, инспиративно. Медиумите ги пратеа и пробите. Че имаше телевизиска екипа која што постојано го документира. Значи никако кај нас нема камера за ова, нема камера за... Точно така, на терен, во таа сала, историски простор, разговараме сепак исто така за земја која што не е дел од, да речеме, не е светски центар како, не знам, можеби поголем, односно не е голем град. А меѓутоа земја со многу голема традиција и култура. Тбилиси има видено навистина исто така светски уметници во салата на конзерваториумот. А тоа е Рахманинов е тамо? Да, во самата таа сала каде што беше концертот. Тоа е во склоп на конзерваториумот Вано Сарајашвили, мислам дека се. Така. Таму има настапено и вежбано Сергеј Рахманинов. Например. Например, само да ти кажам, сакав да го посочам како пример од кој што може и ние да извлечеме, значи исто како земја, да речеме, како Македонија во таа смисла е споредлива со Грузија во смисла на она што треба да се направи и можеме да го земеме дефинитивно како многу позитивен пример. И младите музичари можат да го земат односот на оркестарот таму како многу позитивен пример и беше многу инспиративно да се види тоа што Дијана го доживеа таму, беше распродаден концерт, имаше огромен интерес, огромна сала, историски простор, одличен концерт, одлична реакција.
Имам едно прашање, нема да ми се налути Дина, ти ќе бидеш искрена. Како спомена, како ти рекле кога си кажала салата ваму и таму, тогаш бил уставот на Грузија, кој ќе биде главен, така рече, главниот на сцена, така? Ти си главната на сцена. Па, да, кој е начелната води? позиција? Начелна. Тој збор ми не достигаше. А кој е дома начелна позиција? Гала. Гала. Да, не, сериозно, како се делат обврските? Како со обврски на волку уметници кои што не застануваат, не застануваат затоа што имаат веројатно инспирација и се она што го имаат во себе да го покажат, да му го покажат на светот. Па мислам имаме плюс уште еден проблем, тоа што и сакаме и сите работи и самите да ги правиме, најчесто. Значи не често сакаме да речеме некој друг да не замени во обврските или во чувањето или во било која обврска. Инаку како што можеме да го делиме домот како станари во домот, така треба да ги поделиме и обврските. Тука нема ништо спорно според мене. За ниеден особено млад пар не би требало да размислува така стереотипно дека едниот треба да биде дома, другиот треба да работи или спротивно, напротив, мислам дека е многу позитивно. Значи кога Дијана вежба партитури и учи нели се пред себе, како велиш Гала тогаш не е тука заради тоа што тоа не е интересен процес, така? Тогаш Дино оди со неа да шета. Не, мислам дека Катерина сакаше да напраша како успеваме покрај сите други обврски да ги завршиме да ги завршите и до. ако добро разбрав. Така. И кој е главен дома, ама ти не кажеш да кажеш. Не е Гала сигурно, ама ај. Па не знам колку добро сме уиграни во целиот тој процес, не те спремил Дино да не кажеш, нели? Не можам да кажам маестра е главна мача. Па не знам. Секогаш. Да, како беше тоа, жената е вратот. Така? А без вратот не може тој да ја движи главата. Па може и така да се гледа. Може се живува. Да. Мислам, тешко е да се подели како и кога и што кој ќе упадне во кој момент. Да. Уиграни сме како фудбалски тим. Значи, секогаш има работиме на тоа нонстоп. Така, се случуваат и пропусти и се враќаме, ама многу е важно што ја има желбата да се функционира заедно и тука и Гала исто така како наше детенце многу ни помага во целата таа работа, има многу често разбирање. Таа е многу често и сопатник на нашите патувања. И е дете кое што со кое што ние во студиото смееме да покажеме со ваша оваква дозвола. Гала, не дозволуваш да те покажеме само како изгледа Гала? Може? Нема да зборуваш, само да те видиме. Мафни сега тамо. Кажи чао баба, дедо. Следниот пат ќе ви зборувам. А сега само сликаш, така? Да, супер. Ај сликај камерата, сликај го Саша. Како беше? Ајде. Го сликаш? Кај ти е сега? Намести си сликај, Саша ти мафтај. Сонце. Сликна? Браво. Браво, Гала! После фотографиите ќе ги видиме заедно, важи? Да. Гала ќе продолжи? Ова со корените има врска. Па јас не би сакала, искрено. Не. И јавно е вака, да си стои запишано. Да, јас секој пат кој да ме праша независно, не би сакала да. А Дино Шувик? Се согласувам и со тоа. Не зизајте. Да, многу ми е жал, ама зошто Дино? Ние го знаеме патот од многу различни. Ќе треба една специјална емисија да се направи за ова, за да. Зашто не е убав аплаузот после се она што ти се случило? Да, убав е аплаузот. Се е борба во животот, мислам борба. Се не знам, познавајќи ве, Дино и тебе сте луѓе кои што не чекаат некој да им ги заврши работите, туку сами си ги завршуваат работите и сами ги премостуваат сите проблеми, ама па ми се чини дека нема поубаво нешто од аплаузот после, да речеме, добар концерт. Да, убавината секој се ја наоѓа во тоа што него му е значајно. Јас како мајка ќе го поддржам секој незин чекор и секој избор. Не би го попречила патот ако сака да се занимава со музика, меѓутоа колку и да е убав аплаузот, тоа кошта. Кошта тука во нашата средина. Вака кога ќе ставиме на вага,
Не сум сигурна после толку години што повеќе натежнува, дали натежнуваат убавите моменти, аплаузите и сатисфакцијата што ја имате како музичар, како уметник, како диригент тебе, или тешкотиите со кои што се соочуваме секојдневно. Разочарувањата, шлаканиците што редовно се случува. Ги добиваме многу често. Волку брутално искрен не бил никој одамна. Добро, вака сега. Само да кажеме дека ќе ни се случува, ќе ви се случуваат и убави работи. А ова со Гала, ќе правиме јас и ти муабет за некоја година. Ќе видиш дека ќе го смениш мислењето кога ќе го видиш првиот концерт неизин, па кога ќе биде тоа волшебство. Не, сигурно би се чувствувала убаво. Јас се гордам со неа за најмали работи, ситници што ќе ги направи. Јас сум горда на незиното постоење, што она само што постои. Јас сум горда на неза. Но што и да ја прави неза среќна, треба да го прави тоа. Јас лично, како некој што го знае патот, како се стига таму на тој пулт диригентски, навистина е тешко. Навистина е тешко. Да, задоволството е на крај големо, но знаете колку луѓе се откажале таму по тој пат кога полн со трња. Да. Многу луѓе не успеале да застанат затоа што да завршиме убаво, може да ги кажеме секогаш. Да, ајде имаме само уште некоја минутка Дино да ми кажете што ќе следува. Па следуваат многу убави работи, следува мојот концерт во Загреб, солистички рецитал во еден многу убав циклус. Ќе настапам на пијано од 1911 година во Државниот архив на Загреб. Тоа нема да се, тоа не се мери со пари, така да кажам. Тоа е некој, мислам дека четврти мој настап во Загреб, втор настап во тој циклус. Тој историски инструмент минатиот пат ми беше дозволено да напишам и свој автограм во внатрешноста на инструментот за да остане како дел од историјата, зашто не се дозволува на секој да воопшто настапува на тој инструмент. Тоа е едно. Следно е моето гостување во Ленгерих во Германија, тоа е близу Дортмунд, на еден многу убав фестивал, на гости кај едни прекрасни луѓе. Виртуозо фестивалот со истата програма од Загреб. И на крај секако најдрагиот ангажман е декември. Заедно со Диана и со ID Chamber Orchestra на 4 декември ќе изведеме концертот за пијано и оркестар број 2 од Фредерик Шопен во чест повторно на еден убав јубилеј 30 години дипломатски односи со Република Полска. Исто така проект поддржан и од Министерството за култура и од Полската амбасада, за што исто би сакал јавно да изразам својата благодарност. И е, да речем вака, како за крај на оваа концертна сезона, за мене лично е прекрасна завршница на се ова што изминатиот период макотрпно и стрпно го работевме и го поминувавме и ќе биде баш така една машна на крајот на она што до крајот на годината се планира, а за понатаму здравие. Да. Ова со трњево леле. Ти остана така? Ми остана во глава. Не. И тоа е дел. Така е, да. Не, јас знаеш како, ќе ви се заблагодарам многу што ме удостоивте да ја запознам и ваша Гала. Честа е наша и задоволството и благодариме уште еднаш за... Ета, супер. Друго ми беше муабет. Продолжи ти да правиш корени некои нови. Дино нека продолжи да биде волшебникот на пијано, а ти прекрасна маестра, која што, како некој ми рече, кога беше Божа Вричо, само ова го споделаме ви вака јавно, нема да ми се наутиш, мили како пердовча. И така убаво сето тоа го прави. Никој не ти го кажал ова, нели? Не. Да. Така е, да. Задоволството е наше. Ние сме... Јас имам таков печаток, таква мисла дека сме донесени на оваа планета со таква мисија да создаваме убави нешта, не само во музиката, не само во уметноста, општо во животот. Не можеме да создаваме лоши работи, таква ни е душата едноставно. Ова што го работиме, музиката и уметноста е само дел од она што го живееме и работиме. И ќе продолжиме да го правиме затоа што имаме многу што да кажеме и покрај се. И го правиме тоа со задоволство, со љубов секој пат. Да им кажеме на сите оние кои што не знаат дека
дека нема никој да не запре на патот наш, така? Не вас како уметници, туку воопшто нас како земја. И дека не треба да бара дозвола од било кого да создаваат. Тоа што на нив им е важно, тоа што во срцето го носат сите како приказна и на крајот на криштата и кога ќе се свртите наназад на се што сте поминале, бидејќи ги спомнавме и трњата и сето тоа, кога ви се поминати на работа која што ја сакате, не болат толку многу сите тие работи. Напротив, сваќате дека е само патоказ кон она кај што треба да стигнете и дека сите тие проблеми ве донеле и ви помогнале да бидете тоа што сте денес. Тоа е многу убава реализација и сваќање за себе како човечко битие, дека сепак се што сте прошле има на крајот некаква смисла. Така, на крај јатката и плодот за да излезат од лушпата, од семката мора да се скрши. И тоа е боли. Болно е, но кога ќе излеза плодот и кога ќе му се сладиме сите, убава. Со ова завршувам. Дефинитивно. Па нема подобра мисла. Ви благодарам на сите вам кои што бевте и денеска наши пријатели во возидничко дружење на Телма телевизија. Секако се гледаме ние и натаму. Утре се Марко Ивана, а потоа и со мене се гледате веќе во четврток. Останете на Телма.